Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Вести Плюс на Канал 5 телевизија. Вечерва со поранешниот министер за надворешни работи и вице-премиер за европски прашања Никола Димитров. Добре дојдовте. Добре ве најдов и поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Пред неколку денови, токму од вашето место, гостинка беше амбасадорката на Америка Агилер и кажа дека е лажна вест, секој оној шири лажна вест, сите оние кои што велат дека е можно да се реpreговара преговарачката рамка, односно условите со кои што ние треба да ги водиме преговорите со Европската унија. По таа аналогија, дали може да кажем исто така дека е лажна вест што владата во која што вие бевте дел и вие лично ширевте лажни вести кога велевте дека со Преспанскиот договор завршува приказната сите услови и дека ние можеме слободно да тргнеме кон Европската унија? Па на некој начин има тука коректна аналогија. Тоа беше ветување што едно чудо европски лидери го дадоа директно на македонските граѓани во Скопје. Лично дојдоа, нели, во контекст на референдумот, поддршка на Преспанскиот договор. И тоа не се случи. Јас сум многу помалку сигурен дали може да има подобар договор од овој. Јас лично мислам дека може да има, бидејќи овој договор не го решава проблемот и создава тензии, а не ги смирува во македонско-бугарските односи. И клучните наши македонски интереси не ги заштитува. И затоа не функционира. Добро, ако е така, кој има интерес од тоа? Зашто тогаш толку силно се турка овој процес? Сигурен сум дека не може полош договор. Многу е тешко и во теоретска смисла да замислиме полош договор. Билатералните прашања ги измешавме со копенхашките критериуми, станаа на некој начин услов во патот кон членството. И јас и многу други уште лани во јули зборувавме дека оваа ситуација нема да го реши проблемот, туку ќе создава повеќе фрустрации, дека вниманието наместо на реформите, правдата, владењето на правото, функционални институции, слободни медиуми, ќе оди кон темите што ги наметна Бугарија и сето тоа се случи. Мислам дека меѓународната заедница, која што верувам има добри намери, ќе биде попродуктивна и ќе биде поефикасна ако покаже повеќе почит и разбирање за македонските граѓани. Мислите дека не го прават тоа во овој момент? Мислам дека не го гледам доволно. Ние живееме во еден геополитички момент. Во големата слика има војна на континентот, нели, Украина. И во големата слика ова е можеби едно мало парче за големите глобалните играчи во надворешните работи, меѓутоа ние сме тие што ова треба да го живееме и мислам дека после се низ кое што поминавме и после изневерените ветувања баш околу почетокот на пристапните преговори со Европска унија, заслужуваме како држава и како народ повеќе почит и повеќе разбирање, особено што речиси до вчера истата меѓународна заедница имаше ставови дека билатералните прашања не треба да станат дел од преговарачкиот процес. Имавме австријска министерка во Скопје што по средбата со мене рече, да ви кажам искрено, јас немам никакви разбирања за бугарските позиции. Како тоа сега одеднаш свртевме една 180, еден јутерн на вакви позиции. Затоа мислам дека повеќе почит, повеќе разбирање, ние дома неодговорно е владата да бара меѓународната заедница да ја притиска опозицијата. Мора да седнат и мора да изградат национална позиција. Ако не можат сега, тоа ќе мора да се работи после парламентарните избори и мислам дека има една пропуштена шанса тука. Јас имам кредибилитет, мислам да зборувам, бидејќи имав 3 интерпелации од ВМРО ДПМН во парламентот, повеќе од било кој од министрите членови на СДСМ и не ме интересира која иницијатива доаѓа под кои букви. Дали е од ВМРО, дали е од СДСМ, одложеното влегување во сила
владата несериозно го истретира. Тоа беше една понуда за градење на рационална македонска позиција за ова прашање, бидејќи ако таков став имавме, на некој начин очигледно ова не поминува кај нас. За да го решиме, треба да кажеме што сакаме за да поминува кај нас, да отвориме разговори со Софија, да знаеме зошто ги правиме уставните амандмани, за да станеме членка, не само за да ги почнеме преговорите, и на некој начин уставната измена да стапи во сила тогаш кога ние ќе можеме со Бугарија да зборуваме на равноправни основи како земја член. Неколку пати ги споменавте зборовите почет и разбирање, ќе ве вратам на еден настан кој што предизвика оправдано многу реакции, а тоа е посетата на приватната посета на Албин Курти, косовскиот премиер, каде што во нашата држава беа буквално игнорирани сите символи што се на оваа држава, значи знаме, јазик, практично се беше представена како приватна забава, меѓутоа Тетово беше финансирана од општински пари и беше тоа што највеќе, да речеме, бодеше очи е вењето на знамето на голема Албанија, нешто што е, да речеме, казниво и со закон. На кого му требаше сега ваков настан и дали тој може некако да го ставиме во корелација со тоа што ќе се случува веќе оваа недела во собранието? На Балканот, кога главната стратешка цел бледне од идејата да ги затвориме отворените прашања, е европската идеја. Сите одиме натаму, еден ден стануваме членки, границите веќе не се многу важни, нашите демократии се успешни, економиите стануваат по-просперитетни, таа е целта. Бидејќи последниве години е разводнета, и јас се надевам дека Европската Унија кон крајот на годината вистина ќе излезе со конкретен план и понуда за Балканот, оти после долги години за прв пат сериозно се дискутира за процесот на проширување на Европската Унија, пред се поради Украина и војната во Украина. Се надевам дека сите ќе се вратиме да имаме големи држави во смисла на квалитет на живот за граѓаните. Еве, може ли поконкретно да ви го поставам прашањето? Имаше големи реакции за знамето на голема Албанија. Како медиум известувавме политички партии, председателот, кабинетот на премиерот, сите. После тие реакции, градоначалникот на Тетово, Било Касами, објавува видео каде што тие делови од протестот, од митингот, се извинувам, кој што нели тие нема одговорност, зборувам за знамето, тие неколку пати го прикажуваат во спот нивни, и притоа музичка позадина е одбрана песната која што има текст "Добро дојдовте во Албанија". Колку и ние да сме либерални, колку да сме за соживот и сите тие работи и да имаме космополитски поглед, нели смета дека ова е малце премногу и дека е можеби време и да реагираат институциите соодветно? Си има закон и за интонирање химни, и за македонското државно знаме, и за закон за употреба на знамињата на немнозинските заедници. Тука очигледно има работа, законите се тука, мора да се применуваат. И овој општ турцизам еден ќе употребам баш и бозук, или распад, полураспад на функционирањето на институциите, меѓу другото и во овој пример се отсликува, а ако нема одговорност и реакција, така системот кани нови случувања од овој тип. Такви гости од Бугарија и од Средскопе има такви пораки, сега и од Тетово. На Тетово е дел од оваа држава. Ние често гордо велиме ова е заедничка држава, наша е. И би било неодговорно тоа да го зборуваме кога имаме корист од таа работа, а да не го зборуваме ако еве политички мислиме дека тоа ќе ни одговара. Мислам дека треба една поголема одговорност, мислам дека системот мора да функционира. Ако сме донеле закон кој што бил донесен во деликатни преговори, сите да го поддржат, да има големо мнозинство, да го поддржат и политичките представници на албанците, турците и сите други, мислам дека тој закон мора да се применува. И ова со улиците, делот... Тоа е пакетот цел. Делот ова што се случуваше, мислам дека до таа мера, може би дури треба да размислуваме за реформа на системот како именуваме улици, може би треба поголемо мнозинство. Оти јас имам впечаток дека ние на секои 3-4 години именуваме
улици ги банализираме луѓето, кои што би требало да ги славиме ако сме одлучиле улица да носи името на некој херој или на македонска бригада, во овој случај невнимателно, неодговорно, недоволно мислење за другиот. Покрај идејата за големите држави што насекаде низ Балканот повремено испливува, која што мислам дека е крајно време да ја вратиме на овие држави што ги имаме да ги средиме. Така вистински мислам дека ќе се помогнеме на идните генерации. Мора да научиме повеќе да мислиме во чевлите на другиот. Мене ми е јасно дека за Косово големиот проблем е Србија. Меѓутоа за нас денеска, заради ова што сега малку го допревме околу Бугарија, Бугарија врз етничките македонци, врз македонскиот народ, употребива наратив што го употребува Путин за украинскиот народ. И ако тоа така се објасни, јас сум убеден дека и косовскиот премиер сосема ќе разбере македонската мака и позиција по ова прашање. Ама во настапите мора да бидеме поделикатни и да мислиме и на другиот, да мислиме и на другиот. Во крајна линија, прекрасен ни е регионот, ако градиме повеќе заедништво и си ги решаваме отворените прашања, ќе имаме регион со кој што ќе можеме да се гордееме. Предпоставуваме дека и до вас стигнуваат реакциите на граѓаните, на јавноста, кои што видат, ти имат впечаток дека повеќе никој не ја почитува оваа држава. На тоа што се случуваше во Скопје во Тетово, реакции имаше и Вучич, нормално тој во негов наратив си ги брани позициите и наративот на неговата држава, меѓутоа впечатокот на граѓаните дека тука е оставено кој што сака да доаѓа, какви сака пораки да има и да нема тоа. Имаше изјави и од косовска опозиција. Да нема никакви реакции. Имаше, значи, ние сме должни како држава и сите политички гарнитури во земјата се должни да го чуваат и да го почитуваат достоинството на граѓаните и на државата. Нема напред без тој прв елементарен чекор на некој начин. Не можеме да се однесуваме како село без кучиња. Значи, тоа не значи дека треба да изгубиме нерви. Треба да бидеме секогаш разумни, треба да имаме да нашата позиција да произлегува од јасен принцип, меѓутоа тоа не значи дека се е дозволено. Во демократија ние не сме анархија. Ние треба да бидеме демократија во која што влада е правото. Во контекст на овој пречек, правото е овие закони за употреба на символи, на знамиња, за интонирање. Како може ние да бараме другите да не почитуваат нас, кога печатокот дека ние сами себе не се почитуваме доволно? Прошетете низ главниот град, доволно посетете ги виталните државни институции и погледнете во каква состојба се тие, кога тоа ќе го види некој странец, не знам колку ќе има баш почит, ќе рече овие не можат сами себе да се средат, а барат почит од друг. И овој случај на некој начин илустрира тоа што јас мислам дека е нашиот најголем проблем денес, а тоа е партизација на институциите во мера во која што веќе се нефункционални. И дали зборуваме за школство, за здравство, за правосудство, скоро утрово ја гледав емисијата на ИРЛ за пожарот во модуларната болница во Тетово. Вака е отворена нефункционалноста во јавното обвинителство. Тоа се нашите вистински проблеми. Дури и низ овој случај, кој што буди повеќе емоции и така натаму, бидејќи допира до национални прашања, ама и тој случај може да се гледа во смисла колку не се функционални институциите, колку се еднакви за сите, за вас, за мене, за трет, за четврт, на целата територија на држава. Тоа не е апсолутно невозможно да се направи. Ама мора да се фокусираме на тоа и ние упорно можеме самите тоа да го направиме без Европската унија? Јас апсолутно на само вистина често пати тоа го кажам дека гостите ни се делат на два дела, едни кои што велат можеме сами, не ни треба никој, а други велат другари пробавме 30 и кусур години, не можеме, ни треба помош од надвор. Вие што сметате? Јас мислам дека проблемот не е во народот или во граѓанството. Истото тоа граѓанство
кога се ја пробува среќата надвор во систем што функционира и вреднува способност, најчесто успева. Нашиот систем е таков што не сака способни. Не сака автономни луѓе, не сака луѓе што имаат храброст јавно да кажат што мислат и покрај тоа што тоа нема да се допаѓа на партијата, еден партиски лидер, друг партиски лидер. Европскиот процес е огромна помош за да станеме вистински европска држава. Ама работата мора да ја направиме ние. И доволно примери има околу нас на земји што со години се во европскиот процес, а не се баш подалеку од нас вистински, во реформска смисла. Има и земји членки кои што уште мака мачат со слободата на медиумите и со корупцијата и со слабите институции, а се внатре во Европската Унија доста години веќе. Дури е тешко да ги наречеме и нови членки. Значи, главната промена мора да дојде од нас. И политиката не може да биде само на политичките партии. За жал, денес нема баш оптимизам и надеж дека има некаква политичка опција која што ќе ја среди, работава вистински и ќе рече нема да партизирам школи, нема да поставувам директора на јавни компании. Тоа значи дека ќе нема ги да не бирам биде... по меру. Ќе не биде ако сите си ја превземеме одговорноста како граѓани и ако не им го оставиме просторов бришан на оваа традиција на партизација и политички клиентелизам. Европската Унија ќе помогне, ама процесот мора да биде вистински. Мене ми се допадна изјавата на холандскиот амбасадор кога рече добро оваа обсесија со уставните амандмани, што правите со корупцијата? Вие ја спомнавме амбасадорката, меѓутоа имаше таа исто дава изјави за корупцијата, за тоа каква е реакцијата на институциите. Дека разочарана, кажа. Имаше и друга изјава од State Department-от, каде се повикува нашата Македонија и Бугарија да без диалог да го решат проблемот, ама тоа значи дека проблемот уште не е решен. Сме добиле ли ние порака Грција и Македонија да си ги решат проблемите? Проблемот е решен. Дали имаме различни... Така да кажете дека квалитетот на преспанскиот договор и на овој со Бугарија, европскиот предлог дека е... Сосема се спротивни. Ние прифативме дека нашата држава Македонија е дел од регионот Македонија, во северниот дел, и ја квалификувавме со географската придавка северна. Грција прифати македонски јазик и прифати дека македонскиот идентитет е наша работа. Бугарија не само што не го прифати македонскиот јазик, туку го нарече дијалект. И не го прифаќа македонскиот идентитет. Како тогаш да го решиме проблемот со бугарите во иднина? Ќе биде тешко, ама ќе мораме да го решиме. Треба да живееме, комшии сме. Они имаат една антибугарска политика по македонското прашање, бидејќи од нас создаваат непријатели. Треба да ги видат анкетите. Ние сме навредени и со право сме навредени. И сега, од луѓето што нашата европска патека ја направија во еден ужасно тежок чвор и ја донесува во ќорсокак, вистина е тажно и навредливо дури за разумни граѓани да се само рекламираат како европски блок. Па што направивте со европскиот пат? Ако и сега ајде доаѓајте тука да вршиме притисок врз опозицијава да поминат уставните амандмани. Не, има да седнете, има да најдеме решение вистинско што ќе носи добро за македонско-бугарските односи. Кај што Бугарија ќе почнеме да ја гледаме како пријател. Престана премини низ границата. Јас кога бев последен пат во Софија, единствено возило бев на ДВ Бајер. Значи, имаме нерешен проблем, отров се истура врз односите, ние сме навредени бидејќи викаат дека јазикот ни е дијалект и не прифаќаат кои сме, мора ова да се среди. И тоа е толку легитимно и толку елементарно наше право. И кога меѓународната заедница праќа пораки, ваша е одлуката, ова е суверена одлука. Така е, Уставот вели ова е суверена одлука на двотретинско мнозинство
Македонското собрание. Последно ако прашање, е не истече суверена. скоро времето, Добро. очекувате изненадување во процесот околу уставните измени? Не, мислам дека нема нити политичка, нити државна логика. Мислам дека ние како граѓанство и јавност треба да се фокусираме на европското владење дома и дека никогаш нема да бидеме за други држави од Западниот Балкан на патот кон Европската Унија, ако си ја вршиме таа работа. Добро, дуи Ќе велат дека најдеме- сега ако не помине ова, ако не почне, ќе се изгуби фокусот за Европската унија и после ќе разговараме за други работи. Би било многу добро дуи да почне да се бави со департизација, со владење на право, со функционални институции, така ќе го фатиме европскиот чекор. За во контекст на балансерот и бадентер и така натаму, за младите албанци да не мора да имаат поддршка од ДУИ или било кој друг, или од СДСМ, или од ВМРО, а ималку со тоа да се бавиме, така ќе го фатиме патот кон така ќе бидеме и поинтересни за членство. Ако имаме систем кај што законот е еднаков за сите, ние сме си ја завршиле работата, ќе ни помогне државите и билатерално, ќе го решиме проблемов со Бугарија, меѓутоа ние сме сега, како да изгубивме компас, што е важно. Како да имаме една влада која што не знае да каже друга реченица, освен реченицата уставните амандмани. А проблемите се огромни. Учебници нема, лекови нема, правда нема. Просто, како да кажам, ако целосно сум отворен, бидејќи така ни тргна муабетот денес и пред граѓаните, чувствувам одговорност што бев дел од таа екипа. Тоа не е истата екипа од онаа влада во која што јас бев, меѓутоа јас бев на избори, давав изборни ветувања кои што се многу далеку од реалност. Ние мора да се вратиме на почетните позиции, нема правда, нема мир. Ова е чисто враќање на старата, ужасно штетна политика, традиција на партиски клиентелизам. Секогаш е добро и полесно ако нека работи си призната. Така е. Да, ви благодарам за учеството во Вести Плюс. Поздрав и до вас и до гледачите. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.